Кај депото на чистота и зеленилост проти автобуската станица денеска беше извршено примопредавање на 2 возила за потребите на комуналното предпријатие од страна на Центарот за развој на североисточниот плански регион. Денеска ми представува особена чест и задоволство, затоа што за прв пат кога што сум директор добивам известни возила и денеска добивам возила по проект кој што потекнува од Биро за регионален развој при Министерство за локална самоуправа. Имплементатор на проект е Центар за развој на североисточен плански регион. Ние сме крајниот корисник. љепа чистота и зеленило, добиваме 2 моторни возила од типот Dongfeng, значи тоа е марката на возило, Mini Truck C32. Тоа се мали моторни возила, чија што основна намена и функција е собирање на смет на непристапни места каде што големите камиони не можат да го соберат. И ова на нас многу ни значи затоа што со тоа ќе ни ја олесни работата за нашите дневни активности кои што ги изнесуваме и до кои што тешко доаѓаме, а со тоа ќе им олеснеме и на граѓаните да тој смет стои помалку време. Значи, ваков тип на возила ние во суштина и немаме во фирмата и се и пренеобходни, а самиот проект кој што е по програма за регионален развој ги опфаќа 8 општина Куманово, во овој случај љепа чистота и зеленило. Во тоа влегуваат и општините Кратово, Ранковци, општина Ранковци и општина Старо Нагоричане, кај што во проектот е уфатено истите да добијат 96 контејнери пропорционално распределени според нивните потреби, а љепа чистота и зеленило добива 2 мини трак возила, меѓутоа треба за 1 месец да ни пристигне уште едно специјализирано возило кое што врши работи под воден притисок, еден вид на атомизер, меѓутоа станува збор за возило и истото ќе служи за перење на самите ивичњаци и одржување подобрување на хигиената во самиот град, бидејќи постојат локации тротоари во нашето подрачје кои што со нашите цистерни не можат да го опфатат самото чистење на највисоко ниво. Во суштина истиот проект првенствено е наменет за Бистринска клисура и потечението на река Пчиња, затоа што станува збор за тесно грло, бидејќи истите пластики кои најмногу постојат пластики се задржуваат и би привлекли туристи кои секако поминувајќи низ тоа подрачје кое што служи за подобрување на развојот, туристичкиот развој. Истите фрлаат отпад кој е недостапен за собирање и нашите камиони не можат во таква состојба да делуваат и затоа овие возила би биле поекспедитивни во тој дел. Јас се заблагодарувам на Североисточен плански регион за овој проект. Ние како љепа чистота и зелено имаме во тек уште неколку проекти и од истите очекуваме да добиваме уште неколку типови на возила кои ќе ни ја олеснат работата и ќе ни го зголемат возниот парк. А секако дека главното она што го очекуваме од општина Куманово и новиот совет на општина Куманово, уште веднаш после прво конституирање да прибегнат кон набавка и не само опремување, доопремување на нашата механизација за да ја подобриме хигиената во нашиот град. Ние имаме на располагање 20 возила, меѓутоа постојат известни кварови, значи се мачиме со таа работа и тоа е позната состојба. Дел ги правиме, дел веќе се во фаза да и не може да се поправат. Сето тоа и премногу чини, така да солуцијата е во општина Куманово. Набавката е 1.666.000 денари, значи поединечно секое возило чини околу 833.000 денари. Возила кои се многу битни за чистота и зеленило за јавното предпријатие, а особено битни за хигиената во градот. Свесни сме дека во населените места, особено во населбите, има многу тесни улички во кои што не може чистота и зеленило со овие големи камиони да пристапи, па често пати нашите сограѓани се приморени да се спуштат доле, да ги своите отпадоци, канти за отпадоци да ги спуштаат по неколку стотици метри, а често пати станува збор за постари луѓе, што значи дека овие возила се апсолутно потребни на чистота и зеленило за да може да се протнат во тие улички и да бидат многу поекспедитивни и едноставно населението да има бенефит од ова јавно предпријатие, да пружи услуга како што доликува.